Денеска сме на гости кај старо новиот министер за здравство доктор Арбен Таравари, досегашен или поранешен градоначалник на Гостивар. Кога го закажавме ова интервју, не беше се уште министер, но и беше предвидено да се направи интервјуто во нашето студио, меѓутоа сега веќе му дојдовме тука на гости. Господине Таравари, ви благодарам најпрвен што во овие први денови на вашето настапување на позиција на министер за здравство, сепак не пречекавте и ни дадовте термин за да поразговараме за различни теми. Добро дојдовте во Министерство за здравство и ви благодарам што ми давате можност повторно да бидам гостин во ЦИВИ. Ние често сме се среќавале во општината каде што бевте вие градоначалник, каде што ја управувавте. Сме биле со вас на интервју, сме остварили кога бевте министер пред години, и еве сега повторно, но би сакале овој пат да се задржиме, заврши изборите, имаше големи турбуленции политички, значи во неколку партии, вашата партија Алијанса за албанците се раздели фактички, вие настапивте со коалицијата ВЛЕН и се приклучивте кон опозицијскиот тогашен партнер ВМРО ДПМН и сега веќе направивте и заедничка влада. Во однос на тоа, за да скратиме и на време, но и да одиме напред, јас би ве прашала како прво дали новата влада на ВМРО ДПМН во коалиција со ВЛЕН и ЗНАМ, дали има капацитети и политичка волја да се продолжи евроатлантскиот пат или евроинтеграциите поточно кои нашата држава ги започна? За среќа Македонија веќе е дел од НАТО и тоа е добрата приказна за оваа држава и е безбедна, бидејќи е дел од тие држави кои што се сигурни. Вториот дел кој што треба во следниот период да се заврши е европскиот пат на Македонија, односно евроинтеграциите. Во договорот со ВМРО ДПМН, прва точка од нашиот договор е да се продолжи европскиот пат на Македонија, второто е економскиот развој на државата, трета е борба против корупција и четврта е децентрализација. Ако ние преговаравме со ВМРО околу 2-3 состаноци, ја мислам дека најголемиот дел од тие разговори беа баш за европскиот пат на Македонија. Ја мислам дека за тоа нема алтернатива нашата држава, мора да продолжиме по тој пат. Мене единствено што ме загрижува нестабилноста на владата која што е во Бугарија, после последните избори кои што се одржаа пред 2-3 недели. Исто така ме загрижува тоа што треба се најде решение кое што ќе биде прифатливо и за Скопје и за Софија. Меѓутоа, среќа е тоа што меѓународниот фактор и полно наши пријатели ќе фасилитираат периодот за да се најде некое решение кое што е прифатливо, а доброто во целата оваа прика е што бројките се тука. Од 78 пратеници има актуелното мнозинство, имајќи во предвид дека и другите албански пратеници без никаков проблем би гласали кога ќе има некакво решение. Јас се надевам дека може да има можеби во скоро време некакво решение кое што е прифатливо. Мене ме загрижува, велам, само тоа што во Бугарија има се уште нема мнозинство, меѓутоа набргу ќе има, тоа ќе биде многу нестабилно мнозинство и се подготвуваат за следни избори, повторно парламентарни. Според тоа што добивам информација од Бугарија, секој што би спомнал сега некаков компромис со Скопје би влијалило врз тие партии на следните избори, кои што можеби ќе бидат ноември или декември, би било многу лошо за резултатите што за тие партии кои што ќе излезат на избори во Бугарија. Сега велите Меѓутоа, тој пат дефинитивно мора да се продолжи.
Да, знаеме дека мора, меѓутоа вие велите дека имате грижи околу стабилноста на бугарската влада. Колку според вас е ова наша влада сега нова стабилна со оглед на тоа што имаме некои нестабилности во однос на тоа што новиот премиер господинот Мицкоски веќе вели дека нема да има уставни измени под бугарски диктат, а при тоа бугарскиот диктат е сепак под европско, знаме, како да кажам. Што значи тоа? Што треба уште? Дали е стабилно или нестабилно? Знаете, ние можеме да се базираме на нестабилноста на Бугарија, дали е нашата, дали имате нешто прочитав дека велите дека имаме гаранции од меѓународната, каква гаранција? Не гаранции, туку тие секојаш во сите битни процеси во државата помагале. Јас се надевам дека повторно ќе бидат со нас за да изнајдеме некакво решение. Владата засега барем со бројки е стабилна и има еден консензус дека треба да изнајдеме некое решение во кое што, например, би имало некаква гаранција дека нема да има други услови од Булгарија. Ние сме сега во неколкуте дена од новата влада. Нормално ќе треба малку време после избори сите да бидеме повнимателни и да размислиме долгорочно, не само за нашите партии, туку и за државата генерално, имајќи го во предвид и геостратегијата и во однос на тоа што се случува во светот, посебно последните 2 години. Јас мислам дека ќе мораме да изнајдеме решение и да ги направиме уставните промени. Ја не велам дека можеби ќе има некаков пропуст и од Булгарија и од Скопје за да се изнајде некое решение. Ви велам, има луѓе кои што ќе се грижат и овој период ќе работат интензивно за се компромис да се изнајде, кое што би било прифатливо и за Скопје и за Софија. Вие направивте веќе со првите чекори во владата се направи реорганизација на владата, на министерствата. Колку мислите дека тоа ќе биде ефикасно? Зошто се направи тоа? Знаеме дека например се направи едно министерство за надворешни работи споено со енергетика и некои енергетика е посебно, меѓутоа за трговија. Колку мислите дека тоа ќе биде ефикасно? Дали, прашањето ми е повеќе во смисла, дали беа потребни реформи или реорганизација на институциите или патот кон евроинтеграцијата, иако тие треба да бидат паралелно? Непишано правило е секогаш секој мандатар кој што прави влада, подготвува влада, да ја даде својата визија и во првиот состанок што имавме со сегашниот премиер, тогаш победник на изборите, беше дека планира да ја реорганизира и тоа е многу легитимно. Си има своја визија како да ја води владата, ни образложи и имаше наша поддршка. Да му дадеме шанси, вака он планира и на дворешна политика и на дворешна трговија, да бидат заедно во едно министерство. Има и други за спорт, да биде посебно министерство за енергетика и енергетски ресурси и за тоа посебно. Ја мислам тоа го направиле и другите премиери претходно, секој кога бил мандатар, да си реорганизира така како што планира. Ја мислам дека заслужува да има период и после тоа да кажеме дека било добро или не било добро. Да. Во меѓувреме евроинтеграциите ќе се течат? Апсолутно да. Тоа влегува и уставните измени преска. Секако кажавме дека нема евроинтеграција без да се направат уставни промени, нема бегање од тоа, меѓутоа ви велам, можеби треба нешто малку кое што би акцелерирало и тука да поминат уставните промени, а и Бугарија дали ќе даде некаква гаранција или дали ќе се изнајде некакво решение, тоа ќе видиме во периодот кој што е пред нас.
Временска рамка имате некоја така? Јас кажав, Вие како дали сте во поставили, почеток- бидејќи пред да влезете во оваа влада во изборната кампања велевте дека нема да коалицирате се со некого кој што нема да ги направи уставните. Апсолутно продолжувам да мислам и ја продолжувам да стојам на ставот дека оваа влада ќе ги започне преговорите, а би бил пресреќен ако стигнеме до некаде, а и ако ги завршиме преговорите, ако има некоја брза лента, сите држави од Западниот Балкан, тоа би било идеално до 2028 година да бидат сите членки на ЕУ и тоа би било едно решение и за косовско-српскиот спор и за проблемите кои што постојат во Босна и Херцеговина, а и проблемите меѓу Грција и Албанија и Македонија и Бугарија. Ајде малку сега за вашиот пат, нели, до тука. Би рекла, еве, пред изборите, па до изборите и после изборите. Вашата партија, Алијанса за албанците, не само вашата партија, додуше и другите партии доживеа, нели, да не речам раскол, но поделба. Вие сега се нарекувате, вие се приклучивте кон коалицијата Влен, односно со движењето Демократско движење и со другите партии БЕС и Алтернатива и формиравте една коалиција. Дали вие ќе останете, бидејќи сега за јавноста има две алијанси за албанците. Едната е приклучена кон Европскиот фронт, едната е кон Влен, или едната е со Зијадин Села, дел од партијата, а дел е со вас. Дали што ќе правите со името на партијата ви? Во Централниот регистер, ако одите и ако видите кој е председател на Алијанса за албанците, стои јасно кој е председател, актуелен председател на Алијанса за албанците. Ја пред избори, во јануари месец, имав консултации со повеќе фактори кои што за мене се релевантни. Имав два избори како председател тогаш на партијата. Еден да се приклучам на господинот Ахмети и да добиеме можеби заедно 22-23 пратеници. Меѓутоа, губевме комплетно идентитетот на партијата. Ние бевме партија која што беше најгласна дека треба да се случат промени во албанскиот блок после 22-3 години и тоа беше најдобриот начин за мене. Приклучи се, понудата беше понуда која што ретко некој би ја одбил, меѓутоа јас се решив да го држам континуитетот на тоа да решам идеологија на Алијанса за албанците, дека е политички фактор кој што сака да донесе промени во албанскиот блок и со огромен број на членови од Алијанса за албанците, а подоцна се покаже и со гласови дека сепак, да не речам, меѓутоа повеќе од 3/4 од нашите гласачи и членови се приклучија кон процесот кој што носеше промени. И јас сум многу горд што за мене барем направивме историја и Дуи после 22-3 години отиде во опозиција, бидејќи одењето на Дуи во опозиција е добро и за албанците, и за Дуи, и за државата, и за институциите. Мислам дека Дуи веќе последно време беше држава во држава. Значи, паралелни институции, секаде своји суди, своји обвинители, своји полицајци, своји војници, скоро све паралелно водеа и верувајте, тоа беше тешко таа партија да се победи на избори и јас мислам Дуи да беа сами, без другите етнички заедници, сигурно ќе беше поразена, меѓутоа како и да е, овие се резултатите. Следните избори, кога прв пат Дуи после 2002 година нема да организира избори, ќе видиме колку навистина тежат и ги вреднува граѓанинот во Република Македонија. Имаше, ајде да не речам шпекулации, па може би дури од господинот Изет Меджити, може би погрешно сум прочитала, ќе ме исправите, дека можно е и формирање на една спојување на вашата партија со неговото движење, па формирање на една заедничка. Да. Не дека не сме разговарале и комплетно Влен, а посебно јас и господинот Изет Меджити да се споиме во една иста партија и да продолжиме заеднички понатаму.
Меѓутоа не би сакале тоа да биде веднаш после избори, ајде сега и веднаш се спојуваме. Оставивме едно време да го разговараме со членството, да добиеме еден фидбек од членството и мислам дека фрагментацијата на политичките партии кај албанците, не кај албанците и кај македонците исто, повеќе многу партии се, фузионирањето е добро и создава еден може да создаде добар ефект кај гласачите и да имаме една кредибилна и долгорочна партија која што ја се надевам и сум многу сигурен дека следните локални избори ќе направи многу добри резултати. Би била ли Алијанса за албанците или друго име? Тоа е ирелевантно, не сме го разговарале, меѓутоа ние се надевам дека и во апелација очекуваме да се врати предметот за Алијанса за албанците. Ако остане Алијанса за албанците, би разговарале и би одлучиле заедно. Може би некоја комбинација, демократска алијанса или некоја нешто што не спојува и двете имиња на двете партии. Ќе следиме. Бидејќи сте вие сега нов министер, сепак порано бевте во 2017, така имавте мал стаж. Мислам дека 3 месеци, така нешто, 100 дена. да, 100 дена, да. 3 месеци и 10 дена. Па се посветивте на сакавте да се посветите на вашата општина, вашата нели родна општина Гостивар, каде што добивте шанса 2 мандати, така да управувате веќе вториот сега. Што ве натера да се вратите пак во Министерство за здравство? Мислите дека таму сте средиле се или мислите дека тука има повеќе за средување? Далеко од средување. Ја и првиот мандат не го сакав баш, меѓутоа тогаш Алијанса беше млада партија, нова партија, за да добиеме општини и да пораснеме како партија, беше идеја на повеќето, да речам, тесно раководство на партијата, дека подобро да се вратам во Гостивар, да победиме, да ја земеме општината, и анкетите така покажува. И првиот мандат победивме во Гостивар и тоа после ни донесе 82.000 гласови во парламентарните избори 2020 година. Вториот мандат повторно имавме после парламентарните избори некако криза во партијата, некако пат на рейтингот и сметавме дека не треба да ги изгубиме трите општини, Врапчиште, Гостивар и Боговине. За жал едната изгубивме, а Гостивар и Врапчиште ја одржавме и да речам не принуден, меѓутоа не баш дека сакав да го продолжам. Ја мислам дека веќе сум конзумиран таму во Гостивар. 2 мандати се премногу. Екипата која што треба да дојде после мене, подобро да ги оставиш од сега, да започнат да се подготвуваат, да си направат екипа, тим, да бидат независни, да пливаат сами и да се подготват да ја победат повторно општина Гостивар. Ја полека реков, ќе се вратам во професијата. Еден од патиштата што ме носат во клиничкиот центар е Министерството за здравство. Мислам дека тогаш првите 100 дена беа релативно добро прифатени од граѓаните со голема доверба. Сега не е таа доверба како што беше 2017, меѓутоа знам дека имам искрени намери дека тука ќе продолжам да работам после неколку години и би сакал да дадам свој допринос, освен тие 100 дена, уште еден период што можам да помогнам на здравството во нашата држава. Да, вие веќе со самото настапување на управување со министерството, на многу деликатно министерство, веќе се соочивте со имавме јавноста се соочи пациентите со големи проблеми со операционите сали и со други некои работи и веќе мислам дека сте со двете нозе и раце во решавање на тие. Ќе почнете веднаш така? Да, здравството е предизвик секаде. Не во Македонија, туку и во Шведска, и во Норвешка, и во Швајцарија, и во Грција, кај што имаше избори и јавна прва тема, топ тема беше здравството. Така да во Македонија да не зборуваме посебен предизвик. Ја не велам дека можеме да направиме нешто спектакуларно, меѓутоа да ја вратиме довербата на луѓето во институциите, посебно во јавното здравство и во здравствените институции генерално, би било огромна работа.
Ја мислам дека првиот чекор ќе треба за да се рационализира, да има што помалку злоупотреби, ќе треба добра дигитализација во здравството, во која што ќе се спојат и приватните и јавните здравствени установи, и стоматолошките и фармацевтските. Во Турција имам информации дека пред 15 години таков систем, таков софтвер направило револуција во здравствениот систем. Да ја започнеме таа револуција, нормално не очекувам да оправиме све, меѓутоа луѓето да почнуваат да ни веруваат дека здравствените работници не се најлошите луѓе во нашата држава, туку се луѓе кои што даваат се од себе, меѓутоа и здравствените работници да знаат дека над се и пред се во центарот на здравствениот систем е пациентот. Само што влеговте во управување со министерствата, вие веќе, мислам, разрешивте 8 или 9 директори. Сега веќе 12. Стана 12. Ке има ли знаеме зошто како вашите изјави ги следевме, дали ќе има такви директори на такви позиции или економски? Нема да има веќе економски директори. Предлог законот за изменување на законот за здравствена заштита веќе е подготвен. Ја следните денови ќе го пуштам во собрание за да помине и законот во која што ќе се предвиди дека секоја здравствена установа треба да има само еден директор, не два директори. Тоа беше предизборно ветување и првото предизборно ветување треба да го поминеме и во парламент, оти ги разрешува само директорите на кои што им поминал мандатот или се при крај во последен месец. Има уште 30-40 кои што имаат, например, менаџерски договор за 4 години, без да помине овој закон, тоа не можеме да ги разрешам. Јас можам да ги разрешам, меѓутоа ќе се жалат и повторно ние треба да ги уплатиме платите за неодење во работа како директор. Затоа ќе го причекаме уште 2-3 месеци, не верувам 2 месеци, може би месец и пол-два да помине законот и после тоа веднаш им престанува и решение ако имаат и менаџерски договори и се што, и потоа ќе поминеме во втората фаза, спојување на општи болници со здравствени домови и спојување на клинички центар. За крај, јас ќе се навратам на првиот дел на нашиот разговор. Сепак би ве прашала, вие спомнувате гаранции и помош од меѓународната заедница, нели, за во однос на измените во уставот, каде што треба да се внесат и бугарите, изјавите на господинот Мицкоски дека нема да прифаќа уставни избори под бугарски диктат, односно европски, и владата, нестабилната влада во Бугарија. Од кого имаме или имате гаранции? Видете, ја колку што знам, господинот Мицкоски нема проблем за воведување на бугарите во уставот. Ја колку што знам, може би грешам, ја така знам од него. Повеќе има проблем со протоколот. Повеќе се историски прашања кои што македонците можат го доживуваат како многу лошо. Така повеќе треба да се обрне внимание и да се види да се изнајде некое решение во околу тоа што историски прашања се поврзуваат со уставните промени. Ја повторно велам дека и ние, па и други наши пријатели, мислам дека ќе помогнат во овој процес со единствена цел Европа да биде цела заедно со Западен Балкан. Прилично дипломатски. За крај, јас само ќе посочам дека на почетокот на разговорот ве прашав дали ќе продолжите со вашата пракса во амбулантата на тука на неврологија, така? Ексклузивно да најавам, значи секоја среда ја ќе продолжам на клиниката за неврологија 4 часа, порано бев 6 часа. 4 часа од 9 часот до 13 часот и од 13 часот до 16 часот ќе биде отворен ден во Министерството за секој граѓанин. Значи било кој што има нешто да каже што не функционира, дека некаде пациентите не се третираат како што треба, што има жалби, поплаки, ќе биде отворено Министерството, секој граѓанин среда.
среда од 13 до 16 часот ќе може да влезе и да каже нормално ќе има распоред, ќе се јават кај ќе имаат бројче кое ќе биде објавено се надевам за 10 дена, кај што можат да пишуваат и по апликациите, меѓутоа и директно да дојдат со термин кој што ќе даде секретарката во Министерството. Значи, среда ќе биде ден со пациенти и отворен ден во Министерството. Во практика, но малку сменета, ало таравари, но не ало таравари. Освен ало таравари, веќе не можеме да го повториме, веќе е дежаву, меѓутоа ќе имаме и ден кога еден час во некоја од социјалните мрежи ќе има директна комуникација со граѓаните кои што ќе поставуваат прашања или ќе кажат одредени нивни поплаки, а ја ќе им одговарам директно. Меѓутоа размислуваме со тимот, се надевам за 3-4 недели ќе го најавиме тоа и ќе го практикуваме секоја недела барем еден час минимум да комуницираме со јавноста директно. Значи се приближувате до пациентите, до граѓаните? До граѓанинот, до пациентот, до здравствените работници кои што не можат да стигнат до Министерството. Благодарам многу што не примивте и што еве не ни дадовте одговори на тоа што ве прашав. Ви благодарам за можноста.